Во организација на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, Министерството за образование и наука, а во соработка со основните училишта од градов, се организираше Општинскиот надпревар Детски семафор 2014. 36 надпреварувачи, поделени во две групи, ги покажаа своите способности со управување со велосипед во практичниот дел и решавање на тестови во теоретскиот дел. Најдобрите од овој надпревар ќе го представуваат градов на регионалниот. Од овој надпревар победниците ќе го представува прилеп на регионалниот надпревар кој ќе се одржи во после 2 недели. Исто така во прилеп на кој ќе се учествуваат училишта и победниците од другите општински надпревари од регионот, односно градовите Крушево, Брод, со тоа што кој ќе се одлучи кој е победникот на регионалниот надпревар, победниците земат учество на државниот надпревар Детски семафор кој го организира Републичкиот совет за безбедност во патниот сообраќај. Целта на овие надпревари е да се анимираат што повеќе младите дечиња, учениците, да научат што повеќе за сообраќајот и на таков начин да се обидеме да превенираме што повеќе од сообраќајните незгоди кои што се случуваат, да го подобриме начинот на функционирање на сообраќајот во градот и со тоа да помогнеме и на сите друштва и сите засегнати кои што се вклучени во сообраќајот, се разбира и на полицијата како главен двигател тука и главен на дел кој што го имаат за превенција на сообраќајните незгоди и однесување на и сообраќајна култура на учесниците во сообраќајот. Оваа манифестација се организира со единствена цел да се подигне свеста за сообраќајна култура кај младите, кои се и директни учесници во сообраќајот. Кај помалата група првото место го освоија Сталеска Наталија и Алексеј Бошковски, а во поголемата група Ана Ѓурѓиевска и Гоце Стојановски. Екипно најдобра беше екипата од основното училиште Гоце Делчев.